Градежништвото и во 2017 година ќе биде главен двигател на македонската економија. Овој сектор се очекува да оствари раст од 5,2% како резултат на планираните инфраструктурни проекти. Во буџетот за 2017 година се предвидени 20,7% повеќе пари за капитални инвестиции во однос на лани, односно 438 милиони евра. Изградбата на патишта, стамбени згради, објекти за јавните институции се само дел од инвестициите кои ќе го билдаат бруто домашниот производ, велат од Градежната комора. Капиталните проекти се сите оние инфраструктурни проекти, како што се автопатиштата кои се во полнек, како и претежно и други реконструкции и изградби на магистрални и регионални патишта, тука и стамбената изградба. Се надевам дека трендот од нашите податоци трендот ќе продолжи и ќе биде уште подобар во 2017 година. Реализацијата на крупни капитални инвестиции го раздвижи градежниот сектор во 2016 година. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во првите 3 квартали лани испорачувал високи стапки на раст. Во првиот квартал растот бил 6,9%, во вториот квартал изнесуваше огромни 31,4%, додека пак во третото тромесечје растот изнесуваше 10,3%. Имаше голем број на добри проекти во кои што градежниот сектор директно инволвиран. Таа гранка, како што знаете, е едно од двигателите на економијата во последните 3 години и ќе остане двигател на економијата во следните барем 2 години, тоа сме сигурни, доколку не се инвестира значително во некоја од другите стопански гранки. Тие инфраструктурни проекти направија да се раздвижи не само градежништвото, направија да се раздвижат и 25 други стопански гранки кои што се многу близко поврзани со градежништвото, значи да дадат одлични резултати и ефектите се евидентни. Фактот што продолжува изградбата на 3 нови автопати Кичево Охрид, Миладиновци Штип и Демир Капија Смоквица, како и реконструкцијата на повеќе автопатски делници и изградба на експресни регионални и локални патни правци на железницата кон Унгарија, им дава надеж на македонските градежници дека и годинава ќе имаат полни раце работа. Како што е предвидено и во буџетот за годинава, политиката на одвојување големи суми пари за капитални проекти ќе продолжи во идниот период.